Малолетничка проституција, тема која што многу малку се опфаќа во Македонија, а е проблем кој што реално го имаме. На оваа тема разговараме со основачот и директор на првата детска амбасада во светот Медјаши, господин Драги Змијанец. Господине Змијанец, колку е застапена малолетничката проституција во Македонија? Малолетничка проституција и малолетничка порнографија се исто така проблем, значи порнографијата е проблем затоа што интернетот е веќе достапен за мала возраст на деца, родителите отвараат профили и не водат доволно сметка дека со секое поставување на пост на фотографија дека педофилот ги следи сите постови и едноставно може да се доближи до детето, до неговиот профил, до неговите лични податоци и да воспостави контакт. А малолетничката проституција исто така застапена, дури имаме дојави на нашиот SOS телефон, каде што има случаи кога дури и има согласност и од родителите, дури самите родители ги подведуваат, а има и родители кои недоволно посветуваат внимание на предметите кои ги добиваат подароците нивните деца, кои се вплетени во мрежата на организирана малолетничка проституција. За жал се уште ги немаме сите разоткриено кои ги користеле овие услуги. Секако ова е кривично дело кое возрастните треба да бидат свесни дека за тоа подлежат санкции, консеквенции. Бара поголема организираност и мобилност, значи на целиот систем, не само на родителите, туку и на училиштата, таму децата каде што учат, и на центрите социјална работа кои имаат голем мандат и ингеренции да ја следат семејства во дисфункционални семејства во ризик и евентуално да одземат или родителско право или да вршат поголема контрола на остварување на родителско право, строг надзор на остварување на родителско право. Малолетничката проституција постои во Република Македонија, но морам да кажам дека колку по е организиран системот на превенција и заштита и колку повеќе се работи на едукација со децата за штетноста по нивниот раст и развој и колку повеќе семејствата кои се изложени на ваков ризик се економски и социјално јакнат, толку повеќе имаме шанси да ја ставиме оваа патологија под контрола, затоа што секогаш организираната малолетничка проституција или било кој криминал е помобилен во организирањето отколку системот во превенирањето и во санкционирањето. Колку и да се казните високи, никогаш не можат толку да го решат проблемот колку што може да го реши проблемот со подигање на јавната свест за проблемот, поголемата мобилност на родителите и институциите и превенција. Превенцијата треба да почне најмали нозе во едукација, би рекол со децата во градинка, во основните и средни училишта, за правата на приватност, правата децата да не ги даваат своите лични податоци на социјалните мрежи, што постираат, како постираат и да не остваруваат контакти со непознато лице без знаење на родителот и ако добијат било каква непријатна содржина на својот профил, веднаш да го алармираат родителот. Родителите се клучни во родителската контрола. Тие се всушност главните, би рекол, виновници кои допринесуваат да предаторите сексуални ги напастуваат децата преку социјалните мрежи, а од друга страна воспитно-образовниот процес е многу клучен во тоа да децата знаат дека не смеат да влегуваат во непознат автомобил, да добиваат подароци од непознати лица и да воспоставуваат контакт исто така со непознати лица. Кој најчесто ги поттикнува малолетните лица на проституција? Имаме различни групации. Сексуална злоупотреба и малолетничка проституција е еден проблем, педофилијата е друг проблем. Значи, корисници се возрастни луѓе, кои можат да платат за овие услуги и кои за жал не секогаш излегуваат пред лицето на правдата и се санкционираат. Тоа се личности од сите сфери, но оние кои ги подведуваат децата треба да бидат строго гонети и санкционирани од страна на државата и органите за прогон, полицијата, секако во соработка со институциите кои имаат увид на терен каква е состојбата. Тука имаат клучна улога и училишните психолози и педагози. Секако има некое однесување, промена на детето кој треба на време да го детектираат и да дојават до полицијата за да на време се превенира. А кај педофилите е друг проблем.
на децата на педофилите им се познати. Тоа се пријатели, роднини, родители во многу случаеви, каде што довербата ја стекнуваат. Тоа е психичко расстройство, каде што децата се најчесто жртви на овој монструозен чин на возрастна личност кој не може да контролира нагон или либидо и кој не може сексуално да обшти со возрастна личност. И тој во континуитет ја добива довербата на детето. Дури има случаеви кога и сексуално го поттикнува и го надразнува детето, да кога ќе оствари сексуален контакт, детето се чувствува виновно за тоа што му се случило. Потоа има сигнали кога детето се повлекува во себе, родителот тоа не го препознава, педофилот му се заканува за тоа што го сторил кон него, му наметнува грижа на совест и детето во таа конфузија не може да се снајде најдобро затоа што се плаши ако го дојави случајот дека тој негов познаник ќе оди во затвор, а во некои случаи велам дека се и родители. И затоа ние инсистираме тие знаци на рано препознавање кога детето е жртва на сексуална злоупотреба, да на време детето се отргне средината каде што му се случило тоа, затоа што тоа најчесто се случува во неговиот дом, да Република Македонија отвори прифатилиште каде што првите 48 часа се клучни во згрижување на дете жртва на сексуална злоупотреба, педофилија и инцест, за да почне да се работи со детето, а воедно и осомничениот за сексуална злоупотреба, педофилија и инцест биде ставен во притвор и брзо да се донесе одлука дали е виновен осомничениот или не, и ние секогаш се залагаме за максимална казна затвор, минимум 15 години. Она што нас не загрижува што педофилите додека се во затвор нема сигурен третман. Светските искуства кажуваат дека доколку се почне навреме со психијатриски третман и медикаментна терапија, така наречена хемиска кастрација, дека педофилот има шанси од 70% да го намали процентот на 5% рецидивизам, и сметаме дека овој медицински третман на лекување на нагонот или либидото на педофилот е хумана мерка, значи не е тоа телесно казнување, туку хумана мерка која може да му помогне и на педофилот да нема рецидивизам, зашто за нас главниот проблем е рецидивизмот, да нема втор случај, трет случај, зашто за секое наредно случување на вакво тешко кривично дело кој остава најголеми трауми по развојот на детето, бараме доживотна казна затвор или целосна изолација. Значи немаме компромис за овие сексуални злосторници кои ја оштетуваат, би рекол, во срж детската личност. А децата многу често и таат, не кажуваат за ова што му се случува. И светските податоци говорат дека секое пето девојче или секое седмо момче барем еднаш во животот биле или сексуално вознемирувани или злоупотребувани, и алармантна е бројката. Значи алармантна е бројката, на годишно ниво има околу 255 милиони момчиња и девојчиња кои се жртви на сексуална злоупотреба, педофилија, родоскрнавење. Колку често децата жртви на педофили потоа се препуштаат на таа малолетничка проституција? Тоа не е споредливо едно со друго. Малолетничката проституција може да биде предизвикана од повеќе причини. Значи, социоекономскиот фактор, неписменоста, сиромаштијата, семејствата во ризик, изнаоѓање на алтернативни начини на ефтино заработување и добивање на средства, каде што отсуства родителската контрола и грижа, и каде што макроата кои ги подведуваат девојчињата најчесто знаат како да ги внесат во оваа организирана мрежа. А има и случаи кога зависнички или зависници од психотропски супстанции, дрога, го продаваат своето тело за добивање на одредена надоме, за да може да ги задоволат потребите за психотропски супстанции и дрога. Така да жртви на малолетничка проституција може да бидат сите деца, независно од кој социјален слој е. Она што е главна карактеристика е што тие се секогаш на чекор понапред. Значи, организираниот криминал, малолетничката проституција, организираниот криминал и сајбер криминал преку социјалните мрежи се многу поорганизирани отколку превентивните проекти, активности и на граѓанскиот сектор и на институциите за да го превенираат ова. Имало случаи кога интимната исповест на деца била објавувана на веб сајтови, реагирале или најблиски или родители кај нас, и ние сме се обраќале до Министерството за внатрешни работи, до секторот за
заштита од компјутерски криминал, каде што сте инсистирале таа видеоснимка или таа фотографија да биде отстранета. Во комуникација сме со Државниот завод за заштита на лични податоци, каде што повторно инсистираме на приватноста. Ние имавме обука со новинари, 3 обуки со новинари, подршка од Министерството за труд и социјална политика, 52 новинари го донесовме кодексот како новинарите да известуваат кога децата се жртви на сексуална злоупотреба, родоскрнавање, инцест, а при тоа детето да биде заштитено, неговата безбедност и сигурност, да известуваат се со намера да го подигнат јавното мислење за проблемот, да ја подигнат мобилноста на институциите, родителите, а при тоа детето да биде заштитено и како жртва и како сведок. Имало случаи кога сме реагирале и до основните судови, кога дозволувале на главен претрес на инсистирање на одбраната на осомничениот во случај татко кој ја подведол својата ќерка на орален секс, каде што инсистирала одбраната да се соочи детето жртва со родителот и каде што детето ја менува изјавата. Среќа што првичната изјава која била дадена во неформална атмосфера, со знаење и присуство на училишниот психолог, судијата донел одлука да се осомничениот санкционира и кривично казни. Она што исто така сакам да нагласам дека ова тешко кривично дело кој остава трауми на детето мора да биде воден процесот на интервју во една многу неформална и релаксирана атмосфера. Ние од многу одамна инсистиравме во Законот за малолетничка правда е предвидено 1 до 2 интервјуа. Ние инсистираме на едно интервју кој ќе биде во така наречени скрин соби водено, каде што ќе биде целиот стручен тим присутен, каде што ќе се во видеозапис забележи целата случка што му се случувало на детето и преку цртежи, слики, и преку кукли, и преку разговор, и тоа да биде единствен аргумент и материјал каде што судијата на главниот претрес ќе го води процесот врз основа на тие видеоснимки. Никако случување со осомничениот и никако дополнителна стигматизација со неколку интервјуа во полиција, во центар за социјална работа или не знам каде на суд со детето жртва на сексуална злоупотреба и педофилија. Какви се последиците од лошиот третман на децата кои што се жртви, лошото постапување кон нив, откривање на идентитет, дознавање јавноста да дознае? Секако тоа е жигосување на детето. Значи имало случаи кога се откриле неколку случаи, имаше еден случај на организирана малолетничка мрежа на проституција во Источна Македонија, кога девојчето како се откри идентитетот си го зема животот. Значи многу треба да се внимава и на процесот на рехабилитација, ресоциализација на детето со жртва на сексуална злоупотреба или организирана малолетничка проституција, да не кажам за сексуална злоупотреба или педофилија, а исто така мрежите на организирана ваков криминал на малолетничка проституција мора да бидат под строг надзор, би рекол будност на државните институции. Граѓанските организации имаат исто така голема улога и да не кажам медиумите околу опасноста. Јас навистина го ценам ова што отварате ваква тема, затоа што не само во Битола и во Штеп има и во други градови каде што девојчињата на најмала возраст, веќе од 12-13 години, се подлегнуваат на организирана малолетничка проституција. Значи имаме личности по 12 години кои што веќе се пуштени во таква малолетничка проституција. Да, затоа инсистираме, значи да нема деца без извод од матична книга на родените. Значи строго да се внимава на не само на малолетничката проституција, туку и трговија со деца и детски органи и малолетнички организирани бракови. Она што го ценам и јас и мојата организација е што средното образование стана задолжително и тука се намали процентот на малолетнички бракови. Но она што треба државата сериозно да земе предвид, ако кампањата на УНИЦЕФ е првите 5 се најважни во свет заради правилниот раст и развој на децата, а офатеноста на децата во градинките е од 20 максимум до 24%, и тоа претежно родители што имаат влијание и моќ да ги платат тие символични 1490 денари и да сватат дека граѓаните, дека градинката не е само згрижување, спиење, јадење, туку воспитување и образование, и дека е многу клучно децата да бидат вклучени во овие организирани форми, заради тука што може да се отргна децата од улица и од организирани криминални активности, не само питачење
и злоупотреба на децата и нивниот труд, туку во описменување, бидејќи колку што се вклучени повеќе децата во процесот на описменување, толку потешко се манипулира со нив. Треба да има бенефиции за семејства во ризик, да се вклучат децата на време во градинките и мислам дека на тој начин со вклучување на децата во градинките ги исклучуваме не само од улицата, туку и од организираниот криминал. А кој најчесто ви ги пријавува случаеве на... За жал децата најмалку се јавуваат на СОС телефонот, иако тој постои веќе 21 година. Се јавуваат родители, познаници, соседи и дојавуваат. Ние анонимност ја држиме во тајно се додека институциите не ни побараат дојавувач, затоа што може да има и лажна дојава. Нашата СОС служба работи спрема стандардите на Child Help International на доверливост и многу често даваме представки до Народниот правобранител, јавниот обвинител, до Трудовиот инспекторат, до Просветниот инспекторат и до Министерството и на тој начин вршиме дополнителна мобилизација и притисок одредени случаи да се решаваат на време. Имаме соработка со државните институции, но морам да кажам дека децата се уште немаат доверба, да не се доволно храбрени да пријават, затоа што се плашат од дополнителна виктимизација и стигматизација како заштитен сведок на дојавувач на одреден случај, да не бидат изложени на дополнителни малтретирање во докажување на вината на осумничениот. Во Србија излезе информација дека девојчињава на 12-13 години се впуштаат во малолетничка проституција за четврт бурек, за 500 српски динари и така натаму. Какви се примерите во Македонија, барем за оние што имате вие дојава кај вас? Се уште немаме толкав обем на таква организирана, би рекол, форма на проституција како што е Србија. Иако велам дека се спушта границата и дека има случаеви на девојчиња кои за мобилен телефон или за одреден надомест се го продават своето тело. Она што Србија пак од друга страна е добар пример и треба можеби во иднина да го земеме е тој Марин закон, каде што не застарува сексуалната злоупотреба на детето и нема застарување се додека не се осуди осумничениот, што е добар пример. Тие пак сега од наша страна го следат нашиот пример позитивен на превенирање на педофилијата и сексуалната злоупотреба. Се залагаат и во Хрватска и во Србија да се воведе медицинскиот третман или хемиската кастрација. Размислуваат за централниот регистар на досега осудени педофили и размислуваат за зголемување на казните. Она што исто така мислам дека Македонија виднина треба да го стори е воведување на задолжително носење на GPRS алки, кога педофилот ќе го напушти затворот, да бидат под контрола на полицијата, за да не може слободно да се движи таму каде што децата престојуваат, спортуваат, учат или престојуваат. Го спомнавте регистарот на педофили, тој постои 2-3 години во Македонија. Колку тој регистар помага во превенцијата тргнување на педофилите од намерата? Нашиот став беше дека централниот регистар треба да биде со ограничен пристап. Има и позитивни и негативни кога е од јавен карактер. Јавен карактер секој граѓанин може да го види, но постои опасност некој граѓанин да земе правдата во своји раце и да посегне по животот на педофилот и да биде гонет за насилство или за убиство во најлоша форма на случајот. Ограничениот пристап имаат увид сите оние кои ќе побараат да имаат увид, но под одредени гаранции кои ќе ги даде Министерството за внатрешни работи. Централниот регистар од јавен карактер има една негативна работа што го жигосва целото семејство. Например, еден возрасно лице, еве татко или мајка, иако 95% се машки педофили, а 95% се девојчиња жртви, многу често кога се објавува во јавност се етикетира целото семејство и децата. Значи тоа е негативниот елемент. Позитивниот е што сите граѓани имаат увид, но велам постои опасност некој изреволтиран родител, доколку тој педофил е на слобода, а е поставен на централниот регистар и лично да му пресуди. Во последниве години се повеќе се откриваат вакви случаи на педофилија и малолетничка проституција. Се зголемува бројот на вакви случаи или се зголемува свесноста на луѓето дека може да побараат помош и дека ова не е табу тема за која што не треба да се разговара? Ова е хипотетичко прашање на кое исто ние сме размислувале. Имам мое толкување дека се зголеми прагот на нетолерантност кон оваа патологија, кон овој проблем.
дека граѓанскиот сектор, односно првата детска амбасада во Светот Мегеш, која интензивно работи на подигање на јавната свест околу проблемот, ја отвори во јавноста проблематиката со која се соочуваат децата во домот, бидејќи порано ова беше табу, тајна, семејна тајна, и многу често поради срамот, за да не се компрометира целото семејство, децата беа дополнително жртви на своите најблиски и мораа да молчат. Значи, во процесот на охрабрување интензивно работевме, тука имаме голема благодарност и до медиумите, и до поголемата мобилност на родителите и државните институции, но она што следи во наредниот период е да го поедноставиме процесот на докажување на вината на осумничениот и децата да не бидат дополнително стигматизирани во процесот на докажување на вината, затоа што децата ќе бидат охрабрени да дојавуваат, дури и децата сведоци, затоа што секое премолчување значи соучесништво, и едно дете или најблизо како знае дека има сексуална злоупотреба, педофилија или инцест и премолчи за тоа, може да биде неговото дете жртва. Значи тука нема компромис, мора да се дојавува не само заради законот за семејство, каде што граѓаните се должни да пријават било која форма на насилство, туку од етички морален аспект, заради тоа што педофилијата и сексуалната злоупотреба мора да се стави под контрола. Ако најмалата жртва на малолетничка проституција е 12 години, според некои наши сознанија, кога е возраста на најмалата жртва на педофилија? Имало педофилија жртва, јас морам да ве потсетам, значи таткото во Велес кој ги силуваше своите 3 ќерки, децата има 1 година, 3 години и 5 години. Таткото поранешниот воен ветеран кој ги заедно со неговиот другар кој ги силуваше со право на видување своите 2 ќерки има 6 и 8 години. Значи најмала возраст, од ова помала нема, укажува на тоа дека ова е психичко расстройство каде што педофилот не може да го контролира својот нагон или либидо и без медикаментна терапија со психијатриски третман и строг надзор на институциите, педофилот едноставно го повторува делото во најголем број на случаи, 70% и повеќе. Македонија нуди одреден законски систем за да ги заштити децата. Зборувавме за некои работи кои што недостасуваат во тој законски систем. Што е она што според вас прво треба да се воведе за да се зајакне овој систем? Прво треба да се зајакне самоорганизираноста, самозаштитата и превенцијата кај децата. Значи децата уште од мали нозе треба точно да знаат што е дозволен допир, што не е дозволен допир. Значи, не смеа децата да го сметат за дозволен допир допирањето по интимните делови на телото, а при тоа да не кажат на своите најблиски, а ако го прави еден родителите на другиот родител. Проблемот е што детето кој ќе му се довери на еден родителите со неверица не постапуваат соодветно на првите сигнали кои детето ги дава. Не може да се совзема дека тоа може да биде незиниот сопруг или вујко, чичко и така натаму, и ненавремено реагираат и не ги препознаваат овие симптоми. Затоа ние издадовме водич, значи 2 водича до сега издадовме. Еден водич за сајбер криминал, заштита на лични податоци и како децата да внимаваат што поставуваат на социјалните мрежи, на сите можни социјални мрежи, не само на Facebook и Twitter. И вториот е водич за наставници и родители да ги препознаат првите симптоми кога децата се жртви на сексуална злоупотреба. И двата водича може да ги најдат на нашата веб страна и се достапни за јавноста. Значи, едноставно, колку и система да го мобилизираме, сепак на крај завршува дека најголемата одговорност имаат родителите. И ние не случајно неколку пати до сега организиравме неколку пораки, кампањи за одговорно родителство со пораката дали денес го гушнавте вашето дете, дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате и дали денес разговаравте со вашето дете. Таа емоционална врска на родител со детето е многу клучна, значи не е доволно половина час да се биде со детето, треба повеќе да се разговара, да се отвара сите теми, затоа што сепак детето во тој процес пред да влезе во било која форма на организиран криминал или малолетничка проституција или некакви обиди од страна на педофилот да го заведе детето, има одбранен процес како да реагира, но некој треба тоа да го восприеме, да го разбере и да почне комуникација. Имало случаи кога и педагози, психолози на неформален начин во училиште откривале вакви случаи, затоа што им посветиле внимание на децата. Имало дете кое се охрабрило и го доверило случајот
учителот, односно психологот или педагогот. И за крај, во тек е кампањата 16 дена против насилството врз жената и девојчињата. Колку ваквите кампањи ја покриваат свеста кај луѓето за проблемот со кој се соочува општеството? Па имавме 19 дена активизам за спречување најлошите форми на злоупотреба на децата и насилство. Значи, отворено секогаш говориме дека проблемот постои. Она што нас не загрижува е и покрај тоа што велиме дека во Македонија има голем број на деца кои се исклучени од образование. Дори даваме бројки, 18.000 деци бараме Министерството за образование или Државниот завод за статистика да не потврди или демантира. Велиме дека има се уште 1.500 деца кои се без извод од матична книга на родени. Повторно бараме демант или потврда дали е точно. Велиме дека има 2000 деца кои се секојдневно на крстосниците, исто бараме демант или потврда. Значи, во Македонија генерално отсуства дата база на податоци за проблемот, а кампањите се добра основа да се потсетат и родителите, и медиумите, и институциите за проблемот, но во едно неодамнешно интервју кажав дека ако ние работиме 365 дена со нашите директни служби за помош и даваме еден мал придонес кон дефинирање и детектирање на проблемот и сме вклучени во решавање на проблемот и градиме партнерство со државните институции, бидејќи ингеренциите и моќта е кај државните институции, мораат и државните институции и родителите да бидат мобилни 365 дена, затоа што ви велам, оние кои се во организиран криминал се многу помобилни, многу поспретни во манипулација заведување отколку организираниот систем на превенција и заштита. Значи, ние мора да бидеме на чекор понапред, за да можеме да ги ставиме овие криминални активности под контрола. Ви благодарам, господин Измејан, за гостувањето во Република. И вам што ме поканивте.